Добро вечер. Сезоната за капење во Скопскиот аквапарк ќе започне на 15 мај. Работното време останува непроменето. Во паркот ќе може да уживате и да се спремите за лудури во вода секој ден од 10 наутро до 1 часот по полноќ. Со оваа информација ги започнуваме денешните урбани вести. Останете со нас. Отворен саемот на Мебел. 3 бесплатни представи за денот на театарот. Реконструкција на 3 патни правци од коридорот 10 со акцент на делницата Драчево-Велес. Потпишан меморандум за соработка со кој ќе се продлабочи соработката помеѓу Агенцијата за вработување на Република Македонија и Заводот за вработување на Црна Гора. Засадени рози во зоолошка градина. На отварањето на јубилејното 40-то издание на Саемот за мебел представена беше најскапата кујна во Македонија, чија што вредност е 70.000 евра. Изложувачите со богата понуда се надеваат на што поголем број посетители и купувачи. Најновите трендови во производството на мебел од денеска се представени на меѓународниот саем за мебел. Над 180 домашни и странски компании и 430 брендови се представени во вкупно 9 хали на Скопскиот саем. Саемот за мебел вообичаено се карактеризира со најголем број учесници и посетители. Раст бележи присуството на домашни компании од 20%, што според организаторот укажува дека оваа индустрија е во подем. Покрај од Македонија учествуваат компании од Италија, Словенија, Хрватска, Србија, Турција и Шведска. Саемот нуди интересни и оригинални интериерни уредувања, кои покрај мебел за домот го трасираат трендот за модерни кујни, елегантни бањи, осветлување, подови и ѕидни декорации, за канцелариски мебел, но и за уредување градини, а ќе понуди и најнови технички и технолошки достигнувања на репроматеријали, машини и опрема за преработка на дрва. Еден од повпечатливите штандови беше на Арт Мебел, каде што беше представен уникатен модел на кујна, изработена од стакло. Кујната има стаклени гравирани фиоки и стаклена плотна. Комплетно работи на електроника, вклучувајќи сензори и внатрешно осветлување, а чини околу 70.000 евра. И изложувачите од салонот за мебел Кристина Дамил се задоволни од посетеноста на денот на отварањето. Кујната е моментално изработена како најнов тип во Македонија, до сега вакво нема сретнато. Со тоа што е изработена од стакло, целата кујна има облоги од стакло кои што се калени, заштитени заради сигурности причини во производството. Работната површина е исто изработена од калено стакло за да не дојде до прскање заради заштита. Имаме најнов тип, на оков, Блум, аустријска фирма, која што самата фирма за оковот дава 20 години гаранција. Моментално оковот што е вграден во кујната се уште не е стигнат на пазарот, допрва може да се најде на пазарот. Се што е внатре е наша идеја, наш бренд, се уште го нема никој изработено. Па видете сега, првиот ден е обично за шетачи, има интересување за кожата, материјалите, така да повеќе се материјали него кожа. Нудиме, ние сме излезени со кожа годинава, каде што верувам дека ваков производ што ние го имаме, не верувам дека на саемот има некој. Така да се очекуваме дека ќе добиеме награда. Со цел одбележување на Светскиот ден на театарот, Драмски театар Скопје задутре ќе има возможи на љубителите на театарската уметност 3 бесплатни представи. Последните македонци од 12 часот, чијаси од 18 часот и огнени јазици од 21 часот. Драмски театар Скопје на 27 март ќе го одбележи Светскиот ден на театарот со 3 бесплатни представи. Последните македонци од 12 часот, чијаси од 18 и огнени јазици од 21 часот. Меѓу представите театарот организира и дружење со публиката, разговори за театарот, музика во фоајето, изложби и штанд со книги од Матица.
Директорот на Драмски театар Роберт Велјановски на денешната пресконференција рече дека билетите се бесплатни зашто актерите сакаат да ја почестат публиката на Светскиот ден на театарот. Истакна дека сите представи од нивниот репертоар заслужуваат да се играат на денот на театарот, но овие три се избрани за да нема поклопување на актери од едната во следната представа и зашто сценски технолошки најбрзо се подготвуваат. Во врска со другите содржини, со кои ќе се одбележи празникот во Драмски, уметничкиот директор Рубен Смуратовски рече дека идејата не е само за тој ден, туку долгорочна цел и генерална визија за театарот, тој да стане место за дружење, размена на идеи и посетителите да не се заминуваат веднаш по представата, како и да се истакне моќта на театарот како комплекс на уметност која ги обединува сите други уметности. Повикуваме на вистина на дружење. Да, не е сабота или недела, не е викенд. Знам дека најголемиот дел сме на работа, меѓутоа би биле среќни доколку се завртат што повеќе луѓе во театарот во текот на денот. Некој да дојде, некој да си отиде потоа пак по некое време да дојде, затоа што суштината на театарот е точно тоа. Пред се дружење, разменување искуства со разни уметности околу. Овој месец најверојатно ќе отвори некаков простор за поинакво размислување. Не сакавме да биде само ден посветен на комедијата или само ден посветен на драмата, напротив. Лично сметам дека театарот е содржаен и суштински во сите своји жанрови. Последните македонци еден сосема поинаков пристап кон театарот, кон ние театар ние што го правиме постојано, нели? Чија си еден театар на една генерација која што е се уште присутна, меѓутоа која што има оставено длабоки белези во работењето на Драмскиот театар. И Огнени јазици представа со некои луѓе кои што почнуваат да врежуваат некакви своји потписи во Драмскиот театар. Задутре гости на Драмски театар ќе бидат децата од СОС Детското село, чии цртежи ќе бидат во фоајето заедно со изложбата на слики од Урош Велјковиќ. Во паузата меѓу првата и втората представа ќе се пушта музика, а меѓу втората и третата, односно од 20 до 21 часот, ќе настапат Џон Илија Апелгрин и Петар Ринџов. Останати се уште мал број бесплатни билети за представите на 27 март, но интересот е голем и за целата акција на Драмски театар Месец на театарот, во која влезниците за сите представи од 15 март до 11 април се по цена од 150 динари. Директорите се задоволни од одзивот и полната сала на театарот во изминатите 10 дена. Театарот ја нуди и се уште недоволно искористената поволност представа за 49 динари по повод 49 години постоење на објектот, до која се доаѓа со резервирање на Facebook и овозможува 14 билети по таа цена од представата. Како и во изминатите години, Светскиот ден на театарот ќе биде одбележан со читање на македонската и на светската порака. Годинава нив ги напиша актерката Звезда Ангеловска и режисерот Бред Бейли. Во Драмски тие снимени ќе се читаат во фоајето на секој час. Презентација на студијата за оцена на влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти од реконструкцијата на железничката пруга на делницата Драчево-Велес од коридорот 10. Целта е да се презентираат техничките параметри, трасата каде ќе поминува и влијанието и мерките за заштита на животната средина. Прилог на Томислав Атанасовски. Во општина Петровец денеска беше извршена презентација на студијата за оцена на влијанието врз животната средина и социјалните аспекти од реконструкцијата на железничката пруга на делницата Драчево-Велес од коридорот 10 во должина од 36 километри. Станува збор за проект кој е финансиран од Европската унија преку ИПА програмата за регионален развој и се однесува за реконструкција на 3 патни правци од коридорот 10 Битола Кременица, Куманово Делјадровце и Драчево-Велес. На денешната презентација се разговараше за трасата Драчево-Велес во должина од 36 километри и истата е условена од идното имплементирање на големиот проект Вардарска долина енергетски потенцијал и изградбата на браната Велес.
Со изградбата на браната, дел од железничката пруга ќе се поплави и истата треба да биде подигната на повисоко ниво. Затоа се направи физибилити студија во рамките на овој голем проект за делницата Драчево-Велес, која ќе биде комплетно нова делница и железничка пруга. Значи се направи физибилити студија, се направи кост-бенефит анализа, владата на својата седница се разгледуваа 3 коридори и владата на својата седница избра како најповолен го избра вториот коридор. На оваа сега презентација ние ќе разговараме за содржината на студијата за оценка на влијание врз животна средина, која што беше направена баш за тој коридор 2, кој што е избран како приоритетен од владата на Република Македонија. Во рамките на тој коридор беа разгледувани 3 опции. И тоа, опција брзина 120 км на час, еднонасочна пруга, едноколосечна, пруга, брзина 160 км на час, двуколосечна и 120 двуколосечна пруга. Бидејќи 120 двуколосечната пруга одеше ќе направеше многу поголеми штети врз животната средина и ќе треба многу поголеми финансиски средства за да надоместување на тие штети. Затоа се одлучи да се разгледува, значи кост-бенефит анализата и проспекцијата на теренот од експертите за животна средина, кои што беа на терен, се одлучи да се разгледуваат значи 120 км на час едноколосечна и 160 км на час двуколосечна пруга и за тоа ние денеска ќе разговараме овде. Целта ни е да ја презентираме содржината на студијата, техничките параметри, значи трасата каде ќе минува, потоа да ги презентираме идентификуваните можни влијанија, кои што ги идентификуваа експертите и предложените мерки. Присутните добро ќе бидат информирани за тоа што се планира на оваа делница со надеж дека ќе го прифатат позитивно овој проект, бидејќи генерално Македонија со оваа реконструкција на коридорот 10 се вклучува во европскиот коридор 10, каде ќе има побрз и помодерен железнички транспорт кој треба да обезбеди побрз и поевтин транспорт на роба и луѓе до саканите дестинации. Во последните 20 години во железницата многу малку е инвестирано. Доволен показател за тоа е што пред 20 години низ железничките пруги поминувале 10 милиони тони стока годишно, а сега скоро 3 милиони. Околу 68% од железничките линии не се реновирани повеќе од 3 децении. Директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски и директорот на Заводот за вработување на Црнагора Вукица Јелиќ денеска потпишаа меморандум за соработка со кој ќе се продлабочи соработката помеѓу двете институции од двете држави. Целта на овој договор е да се овозможи брза размена на информации помеѓу двете држави, а со тоа да се направи увид за тоа колку наши работници работат во Црнагора и обратно. Со овој договор конечно ќе имаме евиденција на сите македонци кои работат во Црнагора и обратно, а ќе може да се добијат информации за тоа како да бидат легално вработени и во двете држави, истакна директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски. Со формализирање на оваа соработка помеѓу двете држави ќе се подобри третманот на работниците и ќе бидат повеќе заштитени, а нивниот статус ќе биде регулиран и ќе бидат легално вработени. Бидејќи се занимаваме со проблематиката на невработеноста, сакаме таа наша соработка да ја направиме уште подобра, да ги искористиме сите работи кои се добри во едната земја и да ги имплементираме, заеднички да работиме на проекти, да аплицираме за проекти кон Европската унија. Проблемот со невработеноста да го направиме едноставен и полесен, а со тоа квалитетно да одговориме на сите предизвици кои се очекуваат од нас, истакна Вукица Јелиќ. Јелиќ потенцираше дека во наредниот период, заедно со Агенцијата за вработување ќе работат на заеднички проекти, кои ќе ги подобрат сите програми за давање на услуги на невработените, работодавците, студентите и учениците. Цел на регионот и на Европа е проблемот на невработеноста да го направиме помал и да ги направиме корисниците на нашите услуги позадоволни. Ќе се потрудиме да реализираме проекти преку кои повеќе млади луѓе ќе се вработуваат и од двете држави, додаде Јелиќ.
Во рамките на големата еколошка акција за засадување бели рози на јавните површини, со наслов Македонија земја на цвеќето, земја на розата, денеска беа засадени 300 рози во зеленилото во зоолошката градина, во дворот на ученичкиот дом Здравко Цвитковски и пред средното училиште Јосип Броз Титов. На сите локации беа засадени по 100 рози. Акцијата за засадување рози продолжува и во наредните денови на повеќе места во градот Скопје, како и на целата територија на Република Македонија. Розите ќе бидат засадени како дополнување на зеленилото по должината на булеварите, во парковите, на кружните текови и на други зелени јавни површини. Розите важат за растенија кои имаат најголема апсорбирачка моќ на тешките метали од почвата. Со оваа акција ќе се разубави просторот и активно ќе се придонесе за почиста и поздрава животна средина. Робин Ван Перси поради повреда на коленото ќе паузира 1,5 месец од фудбалските терени. Лео Меси стана рекордер по бројот на постигнати голови во историјата на Ел Класико средбите. За овие и останатите вести од спортот по рекламите.